ništo, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе можам се, Исусе, Христосе. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат, прогонуват лажно заради мене. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе можам се, Исусе, Христосе. Без мене не можете да направите ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе. Татко наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, името Негово, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, волјата Негова, како на небото, така и на земјата, на оваа земја во која сме сега сите ние. Лебот наш насушен, лебот наш насушен. Човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Дај ни го и денес и простини ги долговите, гревовите наши, како што и ние им ги простуваме. Значи, тоа е условот. Како што и ние им ги простуваме на нашите должници. Знаете, простувањето е категорија на христијанството. Исус никого не осуди. Ќе сретнете некој христијанин во Исусе, а веднаш осудува друг христијанин. Или некој на пониско ниво кој верува во нешто друго. Кој не е грешен? Кој не е грешен? Има ли некој таков? Ако некој вели дека нема греф, не е од Бога, лажеце. И некој кој не е грешен, нека прв фрли камен на неа. На кого? На црквата. На Исус. На блудницата. Марко 10 за разводот. Развод, вод, извод. И оттаму стана Исус. Од каде стана Исус? Исус е единороден, паднат, спуштен, испратен од Таткото Небесен, испратен да ни го покаже патот, да го плати гревот, да ни помогне, да ни покаже како се доаѓа до Божјото Царство Небесно. И откако стана Исус од таму, премина во пределите јудејски отаде Јордан. Значи, Јордан, јудејски се предели. Места каде што одредени категории на паднати суштества живеат. И пак се слеваше народ кон него, бидејќи правеше чуда, а тој по својот обичај пак ги поучуваше. Зошто сме ние овде на земјата? Го создаде Господ Бог човекот и му даде
слободна волја. Значи, слободна волја да го избереме Исус, да избереме љубовта. Исус ни е даден како образец, да чекориме по Него. И пристапија фарисеите и го прашаа, фарисеите кои го читаат не овој Стариот Завет и го знаат писмото, искушувајќи го, допуштено ли е да ја остави мажот својата жена? Тој зборува првен за тело, жената е црквата, мажот е Исус. Тој им одговори и рече: како ви заповеда Мојсей? Тие рекоа: Мојсей допушти да и те даде разводно писмо и да се отпушти. А ние зборуваме за слободна волја, за допуштање. Одговори Исус и им рече: поради тврдокорноста на вашето срце. Види, тврдо срце, тесно срце, заспано срце, бавно срце, тврдокорно срце. Ви ја напишал таа заповед. На друго место се вели: чисто срце, блажени се, чистите по срце. Чисто срце создај во мене, Господи, зашто тие ќе го видат Бога. Тврдокорноста на вашето срце ви ја напишал таа заповед. Па тврдокорно срце е да осудуваш, да не простуваш, да не се покаеш, да си горд, да не примаш, да не го љубиш ближниот свој како самиот себе си, да имаш само себељубие. И потоа им ја кажува оваа работа Марко 10:6: во почетокот на создавањето пак Бог ги создаде машко и женско. Затоа човек ќе го остави татка си и мајката своја, ќе се прилепи до жената своја. Тој зборува на телесно ниво, но и за црквата на Исус. И обата ќе бидат едно тело. Едно тело. И така тие веќе не се двајца, туку едно тело. Со кого? Со Исус е главата. Ние со нашите тела, богоугодни жртви, сме членови на неговата заедница. Црква е изградена од чисти срца во Исуса Христа, а Бог што соединил, човек да не разделува. Сега како вие да живеете по него? Ако постапувате како Исус, клекнете на колена и се покаете и му дозволите Он, Исус со Отецот, да живее во вашето срце, Он да ве води, не ти што сакаш, не јас што сакам. Нека биде волјата твоја, негова. И во куќата учениците негови пак го прашаа за тоа. Бог што составил човек да не разделува. Знаете, Македонија, македонци ги поделиле. Кој ги поделил? Поднебесните сили на злото на овој век. А вие без Исус не можете да победите. И им рече: кој ќе ја отпушти својата жена и се ожени со друга, тој прељубодејствува со неа. Зборува за црква и за жена. А и жена, ако се одвои од својот маж и појде за друг, прељубодејствува. Но сега ние имаме, ако сме едно тело, ако има лицемерна љубов, ако нема љубов, ако не сме во Исус, значи Исус е љубовта, Бог е љубов, кој пребива во љубовта, пребива во Бога, тогаш не сме едно тело, не сме ни биле. Можете 100 пати да одите во црква да се венчавате што сакате да правите. И донесуваа кај него деца за да се допре до нив, но учениците им забрануваа на оние што ги носеа. Пазете, учениците забрануваат да дојдат деца. Значи, ученик, ако вие останете во моите слова, вели Исус, во ова, ама во дух, не во тело. Исус да ве учи, ќе ја спознаете вистината, односно Исус, и тој ќе ве ослободи. И сега, тие не им дозволуваат. И кога го виде тоа Исус, не дозволуваат децата да дојдат. Негодуваше и рече: оставете ги децата да доаѓаат кај мене и не бранете им.
Зашто на такви е Царството Божјо. Вистина ви велам, кој не го прима Царството Божјо како дете, Царството Божјо како дете, тој нема да влезе во него. Кој не го прима Царството Божјо како дете, тој нема да влезе во него. Татко, дете. Тоа е односот. Ние сме деца на небесен Отец. И откако ги прегрна децата, ги положи рацете врз нив и ги благословуваше. Значи, кој нема да биде како ова дете, нема да влезе. Значи, дете, ти треба да дојдеш кај таткото. Татко мој, погрешив пред тебе и пред небото. Значи, Марко 10:17, кога излегуваше на пат, дотрча некој, падна на колена. Постојано го има тоа, падна на колена, како се доаѓа пред Исус, пред него и го праша: Учителе добар, што треба да направам за да наследам живот вечен? Исус му рече: Зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар освен единиот Бог. Знаете, бевме во една заедница, бевме во Израел и се собравме таму во една сала и почна да го фалат водачот на заедницата. Добар е, најдобар, фала му на го, ваков што имаме, таков што имаме. Излегов во духот и овој стих ми излезе: никој не е добар освен единиот Бог. Стихот излезе во срцето. Во срцето. Не ги знам бројките каде се наоѓа 10-18. Знаете, ова живо слово нема бројки. Тоа отчукува во ритамот и степенот на љубовта на твоето срце. Заповедите ги знаеш, никој не е добар освен единиот Бог. Не прелюбо действувај. Не се мисли само на тело. Велиш дека си во Исуса, не љубиш. Не убивај, кога не го љубиш братот свој. Не кради. Земаш некои туѓи проповеди од Бог, тврдиш дека се твои. Не сведочи лажно, правиш доктрини. Не чини неправда. Почитувај ги татка си и мајка си земно, но и Отецот Небесен и Црквата Исусова. Тој му одговори и рече: Учителе, сето тоа сум го запазил уште од младоста своја. Значи има уште нешто. Кога го погледна Исус, му омиле па рече: уште едно ти недостасува. На секого од нас: оди и продај се што имаш. Раздај го на сиромаси и ќе имаш богатство. Богатство на небото. Па дојди и врви по мене кога ќе го земеш крстот. Слава ти, Господи Исусе Христе. Знаете, треба да оставиш се земно. Тоа значи да се одврзеш, да разбереш дека си овде привремено. Дека горе имаш Божиот царство и дом приготвен од Исус. Дека ти не си од овој свет. Ние сме врзани за светот, за се околу нас, за имото, семејството, односите, положбата. Тој се натажи кога ги чуа овие зборови и си отиде нажален. Слава ти, Господи Исусе Христе, зашто имаше големо богатство, некој има дарба голема и се држи за неа. И кога погледна Исус, им рече на учениците своји: знам еден даруван човек, беше во Бог, после наеднаш дарбата порасна, остави Бог, сега со дарбата тера. Прашање на момент кога ќе дојде денот за наплата. Се молам за душата негова, татко мој, во името на Исус. Колку е тешко, го погледна Исус, им рече на учениците своји, колку е тешко за богатите. Оне што се богате е на земјата. Не собирајте богатство на земјата да влезат во Царството Божјо. А учениците се уплашија од зборовите негови, но Исус пак им одговори и рече: чеда, возлюбени, колку им е тешко на оние, малку по да го разберат,
што се надеваат на богатството, на собственото, да влезат во Царството Божјо. Без мене не можете да направите ништо. Имаме песна: без мене не можете да направите ништо, но со мене можете да направите се. Те сакам, Исусе, полесно камила ќе влезе низ иглени уши, отколку богат во Царството Небесно. Иглени уши на место каде што се конецот влегува во иглата, а и веројатно една порта во Јерусалим, во телесното каде што камилата не можела да помине. А тие се чудеа многу и си велеа, затоа оставете ја камилата зад себе. Оставете ја камилата зад себе, синови човечки, за да влезете низ иглените уши, во дух, во тенката нитка, во тесната патека на Исусовата љубов. А тие се чудеа многу и си велеа меѓу себе тогаш, кој може да се спаси? Кога ги погледна Исус, им рече: за луѓето тоа не е можно, но не и за Бога, зашто за Бог се е можно. За Бог, Отецот, се е можно. Така да било што кога имаш проблем, трчаш првим по лекари, пиеш апчиња, одиш, прегледуваш, бараш чаре од луѓе. Првин застани пред Исус: Господи Исусе Христе, клекни на колена. Ако сакаш, можеш да ме исцелиш, покажи ми што да променам. И Петар почна да му говори: ете, ние оставивме се и по тебе одиме. Дали сте оставиле се? Петар не оставил се. 3 пати се откажа од Исус. Себе си не се остави. Собственото, богатството. 3 пати се откажа. Му велеше: нема ова да се случи. Исус му рече: бега од мене, Сатано. И други работи. Да оставиш се, значи себе да се оставиш. Исус да живее во тебе. Вистина ви велам, Исус нема таков што оставил куќа, браќа, сестри, татко, мајка, жена, деца, ниви, заради мене Евангелието. А да не примил и тоа сега во ова време 100 пати повеќе од куќи, браќа, сестри, татко, мајка, деца, нивје и во идниот век живот вечен. Слава ти, Господи Исусе Христе. Остави се земно и врви по мене. Те љубам, Исусе, слава ти. И мнозина први, мислите дека се први, стојат таму, цитираат, говорат, а не извршуваат, ќе бидат последни, а последните први. Интересен стих, дали тука, каде што нивниот црв, Марко 9:46, не умира. Тоа е црвот, ниту огнот не изгаснува. Каде што нивниот црв, тоа сте вие, црв, кој ќе се врати во земјата, затоа што сте врзани за земјата. Кога беа на пат искачувајќи се кон Ерусалим, Исус одеше пред нив, а тие се чудеа и одеа по него со страв. И кога ги повика повторно 12 мината: дојдете ваму, почна да им зборува за она што ќе се случи со него. Ете, се искачуваме кон Ерусалим и Синот човечки ќе биде предаден на првосвештениците и книжниците, садукеите, фарисеите, писпознанците, тие што го читаа Стариот Завет, и го распнаа Исуса, и ќе биде предаден, и ќе го осудат на смрт, и ќе го предадат на незнабожците, и ќе го исмеат, и ќе го бијат, и ќе го плукаат, и ќе го убијат. И на третиот ден ќе воскресне. Слава ти, Господи Исусе Христе, те сакам, татко мој. Тој знае што се случува. Ја пие горката чаша. Се откажал од себе. И помина низ иглени уши. Ја остави камилата. Синови човечки, оставете ја камилата. Нема да поминете низ иглени уши. Полесно камила ќе влезе низ иглени уши отколку богат во Царството Божјо.
Тогаш пристапија кон него, завее девите синови Јаков и Јован и рекоа: еве гледате како не го оставиле, не оставил се земно. Петар му вели: оставивме се и одиме по тебе. Не сте оставиле се. Себе си не си се оставил. Ти си камилата што треба да ја оставиш. Ти си камилата што треба да ја оставиш. Учителе, сакаме да ни го исполниш она што ќе го побараме. Јаков и Јован. Тој ги праша: што сакате да сторам за вас? Тие му одговорија: дај ни да седнеме до тебе, едниот одесно, а другиот одлево, во славата Твоја. Пази, зашто Твое е царството, силата и славата е Негова. Но тој им рече: не знаете што барате. Пазите, они бараат, имаат очекувања. Можете ли да ја испиете чашата што ја пијам јас? Вели Исус. Чашата е горка, ги зема гревовите на секого од нас. Од син Божи стана син човечки, се понижи. Го однесоа како јагне на колене, устата не ја отвори своја. И да се крстите со крштевањето со кое се крштевам јас. До смрт на крст. Го даде својот живот за овците. А вас не ви интересира тоа. Потоа вашиот црв не умира и огнот не согорува, веќе чека таква состојба. Чашата што ја пијам, јас ќе ја пиете и вие. Можете. Ти одговорија: можеме. Исус им рече: чашата пак што ја пијам јас, ќе ја пиете и вие. Со крштевањето со се крштевам јас, ќе се крстите и вие. Можете. Но да седнете од мојата десна или лева страна, не е мое да дадам. Бог, Отецот, знае кои луѓе се негови. Туку е за оние за кои е подготвено. Дали си подготвен да се откажеш од себе си и да го дадеш својот живот за браќата, душата своја? Десете па штом го чуја тоа, негодуваа против Јаков и Јован. Значи, оставивме се и тргнавме по тебе, му вели Петар. Не сте оставиле се, себе си не сте оставиле, камилата во вас. Десете пак штом го чуја тоа, негодуваа против Јаков и Јован. Исус кога ги повика им рече: знаете дека оние што се сметаат за владетели народни, владеат, и господарат на народот, големците управуваат со народот. Тоа е земен однос, да бидеш над другите, да владееш, да управуваш. Но меѓу вас нека не биде така. Но меѓу вас нека не биде така. Кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви биде слуга, како Исус. Кој сака меѓу вас да биде прв, нека биде слуга на сите. Те сакам, Господ Исусе Христе, зашто Синот човечки не дојде за да му служат, но да послужи. Тој послужи со телото и со душата своја. Беше распнат за секого од нас. Го даде животот свој. Го даде животот свој. Својот живот го даде. Семокниот Бог пребиваше во него со сета полнота, ја пролеа крвта Божија, за да ни покаже дека не се потребни повеќе жртви, туку милост. Сакам. Милоста во судот се пофалува, а не жртви. Потоа пристигнаа во Ерихон и кога излегуваше Исус од Ерихон со учениците своји со многу народ, Тимеевиот син Вартимеј, е уште еден изгубен, кој беше слеп од родение, како што сме сите ние слепи духовно, седеше покрај патот, пазете, покрај патот. Не во некоја крчма, не во некоја заедница, не во некоја деноминација, покрај патот седеше и просеше, бараше, барајте ќе најдете, чукајте ќе ви се отвори. Па кога чу дека тоа Исус од Назарет, почна да вика и да вели: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Исусе, Исусе, сине Давидов, викај, брате, ако имаш потреба, викај покрај патот. И мнозина му велеа: молчи бе човек, и го викаа. Слепиот говорејќи му: не плаши се, станите, вика.
Но тој уште повеќе викаше: Исусе, сине Давидов, Исусе, сине Давидов, Исусе, те сакам, Исусе, помогни ми. Исус застана и рече да го викнат. Барајте ќе најдете, чукајте ќе ви се отвори, сакајте ќе ви се даде. И го повика слепиот, говорејќи му: не плаши се, станите, вика. А тој кога ја фрли својата облека, делот камилата, стана и дојде кај Исус. А Исус, одговорајќи му, го запраша: што сакаш да сторам за тебе? Така прашува Исус. Но ако викаш горещо кон него, ако се покаеш, ако простиш, ако не осудуваш, ако се покаеш за гревовите на твоите предци и го повикаш да дојде да живее во твоето срце, што сакаш да сторам за тебе? Слепиот му рече: да прогледам очитеве. Исус му рече: оди си, верата твоја, негова, те спаси. И тој веднаш прогледа, па тргна патем, по патот. По Исус тргна. Не остана, не заспа, не застана, не отиде да се опива, да прави журки, да одбележува годишници, да прави цркви, да прави спомени, да пее песни, да цитира, да го продава својот народ. Тргна по него. Прави и ти така, брате и пријателе, каде што нивниот црв не умира. Другата патека е каде што нивниот црв не умира, ниту огнот не изгаснува. Еден ден кога ќе изгубиш силата, кога телото ќе се измори, ќе разбереш дека немаш сила, дека твоето срце што чука само затоа што Таткото Небесен ти дал време во свесна состојба да го познаеш Исус, да го видиш Исус, да поверуваш во Исус, да љубиш како Исус, да простуваш како Исус, никога да не осудуваш и да се вратиш во Божјото Царство Небесно. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Брате и пријатели, имаш потреба, болен си, осамен, клекни на колена и викај: Господи Исусе Христе, смилувај ми се. Им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци. И те повикувам да дојдеш во моето срце, Исус, и да ми го покажеш патот на љубовта. И да ми го покажеш патот на простувањето, и да ми го покажеш патот на неосудувањето, и да ми го покажеш патот како во моето срце да бидам пратен, не јас да зборувам, туку Исус да зборува низ мене, ти да живееш во мене, да се вратам во царството на духовите, да бидам син Божи. Мир вам, Армакедонци мои. Ги собра сите на местото по еврејски наречено Армакедон. Нашата земја Македонија прилега на Армакедонот, бидејќи тука се случува разградување на се. Нема ни физички, ни телесен, ни морален закон, а камоли духовниот закон на Исуса. Изгубените овци, спремни се за клање, ги продаваат за 30 сребреници, сатаната ве сее како пченица. Единствено што ни останува да повикаме: Исусе, дојди во Македонија и помогни ни. Исусе, дојди во моето срце, застани и остани, помогни ни. Амин. Оставам се во твоите раце. Нека овие слова ги допрат сите оние кои имаат потреба од твојата љубов. Кој е болен, нека клекне, нека рече: Господи Исусе Христе, ти можеш да ме исцелиш, помогни ми. Амин. Ајде колена пред него свиткајте, молитва покајничка викнете, Исусе, те љубиме. Амин. Да направите ништо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој збор од устата на Бога. Со тебе можам се, Исусе Христосе, со тебе
možam se, Isuse Hristose. Blaženi ste vije, koga keve sramat, progonuvat lažno zaradi mene. Ako nekoj te udri, po desni od obraz, zavrti mu go i drugi od. So tebe možam se, Isuse Hristose. So tebe možam se, Isuse Hristose. Bez mene ne možete da napravite ništo, so me ne možete da napravite se. Ne živeš samo od jadenjele, tu odsekoj zbor od usta na Boga. So tebe možam se, Isuse Hristose. So tebe